прска! Се лета тавата. Очите од кромидот, кувар станав. Зашо не се готви седејки? Здраво на сите и добро дојавте во вториот дел од Стефан готви. Тирамисуто знам дека ви се допадна на сите, тоа беше се покажа конечно од мене излезе тоа што цело време беше тука, само од сега излезе на површина. Моите вештини во готвењето, така што денес, за да не правиме пак благо, денес ќе правиме солено. Ќе правиме паста, сакав нешто што е онака најкласично да се пробам, затоа што мислам дека ваква неам правено јас никогаш и денес ќе правам уствари болонјезе, што најверојатно ви е омилена. Ако не ви е омилена, пишете доле која ви е омилена. Исто така пишете што сакате у следното видео да готвам. Од состојки до еде имаме прво зеленчук, значи имаме кромит, имаме лук, имаме целер, имаме морков. Имаме тука пармезан, имаме сол, имаме бибер, имаме масло, имаме малку црвено вино, имаме доматен сос, имаме тестенини, решив јас да правам пене макарони, зашто најмногу ги сакам, и имаме пола кило мелено месо. Од состојки мислам дека се тие и сега јас треба да ви покажам моите вештини. Ако гледавте, тоест јас мислам дека добро сечкам. Најверојатно мајка ми кој ќе гледа видео ќе биде леле Стефан како си секол нема врска. Јас се надевам, јас за себе мислам дека знам да сечкам. Ела да видите сега дали стварно знам. Ќе почнам јас од моркова. Треба да исечам, леле ова личи големо. Треба да исечам на многу мали коцкички. Ова во моментов не личи баш мало, барем еден од листовите, ама ќе се обидеме. Добро, тоа ќе се досече. Значи, ги правиме на мали ленти, после тие ленти ги правиме на мали коцкички вака. Значи, гледате колку сум ја професионален, колку сум ја само најак. Сите треба да се сечат идентично на најмали можни кругчиња. Значи, буквално сите состојки. Очите од кромидот умреа. Исецкано? Сега следно, треба да загреете ова нешто степени, битно е, не е битно. Го ставам ова тука, ставам масло. Ова прска. Прска! Ауч! Го сипуваме ова цело, го сипуваме. Луѓе, јас ова го правам прв пат. Ова го мешаме вака. А очите од кромидот умираат. Луѓе, ако се решите и да го правите и ова, да видам на стори таг, ќе ве шернам сите ако се решите да правите по овој рецепт, да правите болонјезе или тирамису или што и да правам наредно. Сакам да видам таг и да ве видам како сте го направиле вие. Значи ова може да го направи секој. Ако можам ја, може секој. Го ставам зеленчукот да омекне, па ќе го додадам после и месото. Океј, сега е најверојатно готово. Откако ова зеленчукот ќе биде испржено, се додава месото. Хартијата не иде внатре, нели? И сега ова цело време треба да се меша. Цело време вака да се цепка, да се раскрчи цело. Јебре, кувар станав. Луѓе, каква оцена ми давате моментов јас како кувар? Значи, јас мислам дека како за почетник не сум воопшто лош. Вака се меша додека не видиме дека се испржува убаво. Па почнува, баш јако. Ова скоро е готово. Колку добро изгледа, човек. Изгледа меко, изгледа вкусно. Јас сакам уште сега да го јадам ова. Сега треба да се додаде лукот, кога ова е готово. Го зијаме лукот, цел лук. Буп, го мешаме лукот. Сега е момент да се зачини месото. Зијаме по своја желба. Да не речете сум ставил многу, сум ставил малце. Сол. Бибер. Сега го мешаме и тоа. Јас сум многу задоволен до сега. Ова уште сега се гледа колку ќе биде вкусно. Можеби, не знам дали, можеби повеќе сакам 4 сирења, се мислев дали да правам ова или 4 сирења, затоа што некако сум помеѓу тие, ама можеби ова ми е поомилена вака кога го гледам сега, не знам. Која ви е вашата омилена паста? Ми лета надвор од тавата. Сега е моментот, леле, се лета од тавата. Сега е моментот да се додаде црвеното вино. Ќе го исипам цело. Ова чашка, да си добие така убаво шмекче, да си го пие, мешаме заедно и со него. Треба леле само ми лета. Треба да испари алкохолот од винот. Многу ме интересира мене кога ова видео откако ќе го изгледа мајка, што она ќе каже. Значи тоа е, тие коментари ќе треба јас да ви ги пренесувам, зашто нема вака да ги слушнете. Ама едва чекам да видам она што ќе каже од видеото. Тоа најмногу ме интересира. Ај тирамисуто вака така. Ова е малце веќе по, не е толку
Ова месо ти изгледа ова. Те молам пати. Глеј што е тоа. Добре, добре. Има се уште во тава. Да се дури има во тавата, добре. Оѓе, откако испари алкохолот од виното, го додаваме доматниот сос. Осипувам цел. Јас искрено се надам дека ова требаше цело го сипам. Промешувам и сега следно треба да ја намалам температурата тоа на тивко да се крчка едно сат. Да си се крчка на тивко. Ние само ќе му бајаме и ќе го посматраме. Некаде кога сме на пола пат, ставаме тенџере со вода и додаваме сол. И ставаме да си се загрее. Кога ќе почне да врие, ќе додадеме и ова. Чекаме. Тоа ми е досадно чекањето. Ми е досадно толку што цело време нешто се чека и ми е досадно стоењето, знаеш. Треба да се нормализира во секоја кујна, вака си зимаш столче, си седнуваш и вака. Зашо не се готви седејки? Никој не готви седејки. Треба да се готви седејки. Сега вака замшуваме. Може да си ставите евентуално и некој си екран тука и да си пуштите серија. Зашо вака шо да гледам? У лустер да гледам. Вака си пуштиш серија или си негде телевизорот го влечкаш и вака да барем да правиш нешто додека мешаш, иначе вака шо? Или можам само да размислам за животните дилеми. Ова врие, така да како што рековме, ги пуштаме сите овие. Само ги фрлам вака. И ова го мешаме се уште. Види, дојд близко да видиш. Види колку е убаво. Ова е скоро готово. Океј, чекаме сега да се сварат макароните. Кога ќе бидат готови, кога ќе бидат сварени, ќе ги додадеме само тука. Ќе ги змешаме заедно и ќе ги сервираме. Овие се готови веќе. Може да се вадат, сега како да ги предсадам. Значи, носиме тука, ги ставаме во цедалката, процедувам и ги фрлам внатре тавата. Сега ги мешам скроз внатре во ова. Леле колку ќе биде ова убаво. Ова ќе треба баш да се измешаат. Колку ќе биде убаво. Сега ќе се претворам во алачки, кај да е. Ова ќе биде врв. Чека, вие што се тука бели. Треба да измешам баш убаво да бидат сите еднакви. Јас сум многу задоволен. Од самиот себе си. Ова изгледа предобар. Гасиме шпорет и полека веќе може да почнеме ние со сервирање. Зимам чинија. Како чади, колку е добро. Тука прво треба да се исецка, да се изренда пармезанче. Јас сум бре шеф. И за крај го ставаме и ова и готово е. Јаш убаво е. И сега време е да се проба. Да видиме, да оцениме од 1 до 10. Што викаат шефскис. Значи, човек, јас не можам да си најдам една замерка. Ова е совршено. Значи, 10 од 10, не дека е мое. Кој да проба, еве, има за сите. Пробајте, кажете, ова е 10-ка. Ова ќе осматам цело. И цело таму што остана. Тоа е тоа. Кажете ми вие што мислите за моето готвење, значи ова е совршено. Пишете ми коментари што сакате следно да готвам. Ставете лайк ако сакате уште вакви видеа и ставете subscribe за да не пропуштите некој наредно видео. И ние се гледаме во следното. Чао!